Ваше Високопреосвещенства, митрополите Врањски господин Пахомије и Ваше Преосвещенство, епископе Делчевски и Каменички господин Марко, честни оци, браќа и сестри, особена чест имам денеска гостин да ни биде владиката Пахоми од Врањската митрополија, кој секогаш ни легувал во пресред, а и сега, кога го славиме празникот на Светиот Јован Златоуст во овој манастир, и кога е мојот именден, повторно не посетува и доаѓа со нас да сподели радоста наша. Зашто да ја делиш радоста со некого е поголемо отколку да делиш жалоста. Жалоста некако природно ја делиме едни со други, но радоста да ја делиш, што значи дека си пријател нечи, брат нечи. Затоа од името на сите вас имам чест да му благодарам на владиката Пахоми, кој секогаш ни излегувал во пресед и во најтешките моменти кога сме ги имале и кога сме ги поминувале. А за владиката Марко не треба ни да ви говорам, тој е израснат во ова семејство, израснат меѓу сите вас и замина на нова служба повторно епископска, ама служба во една подалечна епархија. Му посакувам од името повторно на сите вас во таа епархија да се снајде и да има успех неговото пастерско дело, како што и веќе покажува завиден успех во тоа место каде што е епископ. Исто така, им благодараме на свештениците и јаконите кои дојдаа да ја направат величествена оваа служба, да го збогатат, да збогатат славата на манастирот, особено мене да ме почестуваат кога ми е именденот. Вие сите знаете дека именденот на епископот е празник за целата епархија. Така е постановено подолго време, така го примаме ние, така го предаваме. Му благодарам на овој народ Божи кој се собира во овој манастир за да му принесеме сите заедничка служба на Господа прво, ама и на Свети Јован Златоуст, кој не задолжил сите нас со неговото дело да имаме посебен однос кон него. И особено не на крај само и не последни, туку во смиреноста возвишени, им благодарам на сестрите од овој манастир, што на вистина, иако се малку, толку се потрудија да го увеличат секој момент на овој празничен ден за сите нас. Нека им биде честит патронот на оваа света обител. На сите ви посакувам да се здрави и живи и особено на певците кои дојде од Крушево да збогатат оваа наша радост и да се покажеме сите дека сме едно во Господа, зашто така се покажува славата Господова. Да сте здрави и живи, ако сака некој од епископите да ни одговори, повелете. Бидејќи владиката Пахомије зборуваше и ви честита после Евангелијата, ако благословите, нема да должа многу, затоа што слушна дека третите петли попеале. Само вака би сакал 2-3 збора
најпрво, Ваше високо преосвештенство, да ви го честитам имен денот и секако славата на оваа света обител, која, како што спомнавте, ја градевме сите заедно, целиот овој народ, и ние, и јас некако сум посебно врзан за оваа света обител, иако, како што спомнавте, далеку сум со епархијата, на другиот крај, диаметрално спротивно, значи во Делчево, во Каменица, на другиот крај на границата таму со Бугарија. Меѓутоа, секогаш со радост доаѓам овде да учествувам во оваа радост, да бидам дел од оваа уште многу одамна воспоставена пракса на сеноќно бдение. Нема многу можности да се видат вакви бденија кај нас. Има секако по некои манастири на Света Гора, меѓутоа вака ретко е кај нас да се видат вакви сеноќни бденија, но затоа е благодатно и многу убаво е кога ќе се учествува во оваа радост и секако посебна благодарност и радост ми представува што денеска еве овде со нас е владиката Пахомије. Всушност тој секогаш бил со нас уште далеку пред 20 години пред да стапиме во единство, додека уште во Велес кога бевме, јас се сеќавам дека владиката Пахомије не посетуваше и остана владиката Пахомије до ден денеска чврсто да не поддржува во единството на црквата, знаејќи што значи да се биде во единство на црквата. Не случајно, еве пак сме овде собрани, владиката Пахомије, тој што стави рака на мојата прва хиротонија за ѓакон во манастирот Свети Прохор Пчински, а потоа неговото гостолюбие и познато е насекаде, и таму и заврши мојата последна хиротонија за епископ исто во манастирот Свети Прохор Пчински, и еве една благодарност вака јавна од моје лично име, а верувам и од името на сите вас и ваше и од името на сите верници, за неговото гостолюбие кое секогаш се покажува како Аврамово гостолюбие, примајќи не само да не прими со телесната храна, секако тоа е неминовно кај владиката Пахомије, не може да си отиде човек гладен никако од таму, затоа што како што сам многу пати вели, кај него има и нудење, додека кај други може би има само јадење, кај владиката Пахомије има и нудење, така да не можеме да се отидеме гладни никогаш од таму, но и духовно се насладуваме и се нахрануваме секогаш кога ќе отидеме кај него и во светињите кои се во неговата епархија, и тој самиот со љубовта нас не храни, ја споделува и ја умножува љубовта наша. Високо преосвештен владико, нека Господ ви дарува здравие, нека ве крепи, како што и досега ве крепи, иако со потешкоти во движењето, меѓутоа се гледа вашата ревност за Господа, ревност за богослужението, за литургијата, пред се ревност, и многу пати сме биле сведоци кога едва сте можели да стоите, дури и на колебливост дали да служите литургија или само да стоите во трон, но на крајот сепак одлучувате да се ги облечете одеждите и да служите литургија. Таа ревност е за сите нас инспирација и поттик да продолжиме по патот кој го тргнавме да водиме, а тоа е патот на единството, патот на ревноста за Христа, за вистината, и од тој пат секако по вашите молитви и со Божја помош нема да се откажеме. Честита слава на игуманијата на оваа света обител, монахињата Магдалина и сестринството на нејзина сестра Анастасија. Трудот нивни се гледа, како што спомна и владиката Јован, дека иако малубројни, меѓутоа не се
бара сестра Магдалина да го скратам фалењето. Меѓутоа, сите сме свесни за нивните трудови кои ги направија. Знам дека тоа нема да им биде на гордост нивна. Нека име чести да слават и многу години да прославувате и секоја година се молиме нека дојдат и уште повеќе сестри, но Господ знае кога и во кое време ќе дојдат сестри и ќе останат во оваа света обител. Затоа не грижете се, вашиот труд ќе вроди со плод, да сте живи и здрави, од Бога благословени, високо пресвещенеши владико, уште еднаш честит имен ден и дека е на блага и многоја лета. Амин.